Со масовно присуство пензионерите од Виница го поддржаа протестниот марш по централната улица на градот, организиран од страна на иницијативниот одбор. Протестот започна пред објектот на Сдруженијето, каде на присутните им се обратија председателот на иницијативниот одбор Анче Данев, кој ги соопшти барањата до државните институции. Како иницијативен одбор кој поддржуваме линеарното зголемување од 3500 денари без отстапка. Второ, изедначување на најниската пензија со минималната плата на ниво на република. Трето, на сите пензионери со пензии под просечна пензија да им се додели помош од 15.000 за престојната зима и по 3.000 месечно за топлинска енергија за престојната грејна сезона. А четврто, неотповиклива оставка на господјата Станка Трајкова, бидејќи не ги застапува барањата на пензионерите. Да не се злоупотребува името на пензионерите од председателот на партијата на пензионери Илија Николовски за партиски цели. На собраните пензионери им се обрати и претседателката на Сдруженијето на пензионери на Виница Павлина Ангелова, која им даде целосна поддршка како на иницијативниот одбор со барање, така и на сите пензионери. Барањата на иницијативниот одбор потполно ги поддржуваме. Бараме најпрво 3500 денари да ги покачат сите пензии. На сите. Откако тоа ќе го успееме да го добиеме, ќе се трудиме да ни го возможат, ќе бараме изедначување на минималната пензија со најниската плата на ниво на Република Македонија. Ако не може целосно до најниската плата, нека биде 80% од платата на ниво на Република Македонија, така да нема пониска пензија од 20.000 денари. Свесни сме дека не може со 11.000 пензија да се купат само 2 метра кубни дрва. Каде се лековите? Каде е храната? Каде се сметките? Значи, потполно сите ваши барања кои денес ќе произлезат од овој мировен протест, ќе ги пренесеме до Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија. Таа истакна дека поради неповолната финансиска состојба на Сдруженијето и покрај големиот интерес за патување во Скопје, можностите налагаат обезбедување на еден автобус. Од иницијативниот одбор најавуваат обезбедување барем на уште еден автобус.